Пожарот во Трубарево е целосно изгасната. Целата опожарена површина е затрупана со песок и земја, изјави попладнево директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чеангелов. Из утрината на неколку места имало чадење, но веднаш е дејствувано со специјална пена и со дозатрупување со земја и песок. На местото на пожарот се останати екипи на Скопската противпожарна бригада, за да интервенираат доколку има потреба, соопштија од дирекцијата за заштита и спасување. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека обезбедиле современи прочистувачи на воздух за сите клонови на градинката Росица. Првиот човек на општината во објавата на социјалните мрежи објасни дека овие уреди чистат 99,97% од нечистотиите во воздухот, смог, прашина, бактерии и вируси и обезбедуваат свежа средина за дечињата секојдневно. Веруваме дека со вакви мали но важни чекори правиме голема разлика за иднината на нашите најмали сограѓани, истакна Стојковски. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 9 до 14 септември со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 105 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести ПУЦ. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното претпријатие ПУЦ и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, соопшти ПУЦ. Во рамки на меѓународниот фудбалски турнир Илинден Куп 2025, кој се одржува во општина Илинден изминатите 3 дена, денеска се одиграа финалните надпревари на спортските терени во Илинден, Марино и Кадино. На турнирот имаше околу 3500 учесници од околу 217 екипи од европски, балкански и македонски клубови, деца на возраст од 7 до 12 години, информираа од општината. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски заедно со македонската фудбалска легенда Илија Најдовски ги доделија медалите и пехарите на најдобрите екипи. Екипите беа поделени во 6 категории, така што во категоријата на деца од 2013 година првото место го освои Kids Темпа, второто место за Гроздановски и третото место за Евроспорт. Илинден Куп 2025 е во организација на фудбалската школа Гроздановски, а под покровителство на општина Илинден. На терените во Илинден, Марино и Кадино, изминатите 3 дена, публиката и љубителите на фудбалот имаа можност да проследат интересни фудбалски надпревари, доста детски, но и професионални маневрации со топка, информираат од општината. Денеска беше презентирано визуелното решение за новата универзална сала, модерен и функционален објект кој ќе го врати значењето на оваа култна локација и ќе даде нова енергија на култната сцена во Скопје. Проектот кој беше превземен од град Скопје е задржан во делот на идејното архитектонско решение. Изработката е дело на проектантот Бујар Муча. Во конструктивниот дел беа направени измени врз основа на насоките од испитувањата што Министерството за култура и туризам ги побара како неопходност, што произлезе од пожарот на објектот, велат надлежните. Она што е особено значајно во решението е дека ќе се задржи постојаната форма за почитување на колективната меморија. Универзалната сала ќе располага со капацитет од 1200 седишта, ќе има и нова просторна акустика со современи техничко-технолошки системи, како сценска механика, лед осветлување, аудио, видео и електрични инсталации. Предвидени се и нови современи материјали во интериерот и екстериерот. Објектот ќе биде енергетски ефикасен, а изработено и современо, атрактивно, партерно и хортикултурно решение, велат од Министерството за култура и туризам. Очекувањата се до почетокот на октомври да завршат постапките за избор на изведувач и надзор, пошто ќе започне изградбата на универзалната сала по системот клучна рака. Планирано изградбата да биде завршена до крајот на 2027 година, а од 2028 универзалната ќе биде подготвена да биде дел од програмата Скопје Европска престолнина на културата 2028. Инвестицијата е процената на 20 милиони евра. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно